Во новата учебна година, градот Скопје и неговите средни училишта и средношколците влегуваат со нови фасади, но и со бесплатен превоз за сите средношколци во нашиот град. Град Скопје решава на проблемот на загадувањето и во летниот период, кога многу малку се чувствуваат последиците од загадениот воздух во Скопје. Зградите на 23 градски средни училишта спаѓаат во редот на најголемите објекти на нашиот град. Поставувањето на енергетски ефикасни фасади во градските средни училишта подразбира огромни заштеди на енергија, но со тоа и значително помали трошоци. Најважно од се, тоа подразбира и значително намалување на загаденост. Во рамките на програмата за енергетска ефикасност на градските установи 2018-2020 и акцискиот план кој што го изготвивме на почетокот на оваа година, во тек е реконструкција, а во дел и завршена на фасадите на средните училишта во градот. Со реконструкцијата 13 средни училишта ќе добијат енергетски ефикасни фасади. Овде, во гимназијата Орце Николов, во која што се наоѓаме во моментов, се сработи реконструкција на фасадата преку санирање на бетонските делови, поставување на демит фасада во деловите каде што недостасува и освежување на боите на циглата. При тоа се водеше сметка во консултација со проектантот и Асоциацијата на архитекти на Македонија фасадата да не трпи визуелни промени заради задржување на постојниот надворешен изглед на училиштето. Дополнително работиме и на промена внатрешна и надворешна на столаријата, реконструкција на подовите на училниците, партерно уредување, поставување на бекатон на паркингот на училиштето и нови 5 рефлектори за надворешно осветлување. Реконструкцијата на фасадите ги опфаќа сите средни училишта кои што имаат потреба за тоа. Со ова, училиштата ќе добијат енергетски ефикасни фасади во согласно со современите стандарди за рационализација и заштеда на електричната и топлинска енергија. Висината на вкупните средства изнесува 60 милиони денари за 19 училишта и истите добуваат и фасади, и обновена столарија, и обновени подови. Дел од училиштата започнуваат и со адаптација на тоалети за лица со посебни потреби. Сите овие средства ги обезбедивме со пренамена на средствата од криминалниот проект Скопје 2014. Новина во оваа учебна година за сите средношколци во Скопје е што воведуваме бесплатен автобуски превоз за сите без оглед на местото на оддалеченоста од нивното живење и нивното училиште. До сега бесплатен превоз користеле околу 20.000 ученици кои што живеат на повеќе од 2,5 километри оддалеченост од училиштето во кое што учат. Од оваа учебна година бесплатен превоз ќе имаат можност да користат сите ученици без оглед колку училиштето е далечку од нивното место на живење. Дополнителните средства за бесплатниот превоз се обезбедени директно од буџетот на град Скопје, затоа што во овој период направивме сериозни заштеди во нашиот буџет. Наша цел е сите средни училишта кои што се во надлежност на град Скопје да имаат и енергетски фасади и просторни услови кои што ќе возможуваат подостојствено функционирање и на учениците и на вработените во училиштата, бидејќи нашите деца заслужуваат да учат во подобри услови. Тие услови на нашите ученици им ги овозможуваме од почетокот на оваа школска година.